Добро вечер и добри ден за сите вас кои сакате спорт, следите спорт или едноставно сте подготвени за нашите нови приказни кои како и секој пат ќе бидат исполнети со многу мотивација. Дали победник се раѓа или победник се станува? Дали поразите или спортските неуспеси се само едно искуство или некој пат можеби знаа да бидат и поголема демотивација? Сето тоа ќе ни го раскажат моите денешни гости кои што се млади спортисти, но веќе успеа да го почувствуваат сјајот на големите медали. Затоа ве канам да останете на Телма со новото издание на Fairplay. Месец ноември 2021 година ќе биде запаметен во нашата спортска историја заради тоа што ни се случи еден многу убав момент. За прв пат се најдовме во финалето на сениорското карате првенство кое годинава се одржа во Дубај, а таму се надпреваруваше еден од најуспешните спортисти кои во моментов ги има Македонија. Емил Павлов го освои сребрениот медал и во оваа прилика ќе ми биде чест со него да позборуваме и за овој актуелен успех, а и за се останато што досега тој успеал да освои. Така што време е да му посакам добри ден. Чест ми е што мој гостин вечерва е Емил Павлов. Емил, здраво. Здраво, Јана. Добри ден во Fairplay. Добре, но ми е драго што си мој гостин. Повели тука, удобно смести се. Баш ми е драго што со медал ни доаѓаш. Честитки. И кажи ми, бидејќи поминаа веќе доволно денови, се средија емоциите, можеш ли сега малку поубаво да ни раскажеш како си помина во Дубај? Па да, веќе помина една недела или 10 дена од тоа светско првенство, каде што можем да кажем за мене беше доста успешно, бидејќи за прв пат настапував и во една нова категорија, каде што предизвикот беше уште поголем. И навистина се заврши во најдобро издание. За прв пат Македонија имаше едно светско финале, сениорско и втор медал од светски првенства воопшто во македонското карате и навистина сум горд и среќен за овој мој нов успех. Да ти честитам уште еднаш, ни сподели сега повеќе информации кои сите една по една ќе ги објасниме во оваа прилика на нашите гледачи. Сакам да започнеме од самата борба. За тебе не беше воопшто лесно ова финале, затоа што го имаше најтешкиот противник кој можеше да ти се падне. Тоа е европски, светски и олимписки шампион во карате. Тешка ли беше навистина толку многу оваа борба, колку што изгледа ќе ја видат нашите гледачи преку инсертите? Па да, можем да кажем дека покрај оние 5 победи во елиминациите, во финалето се сретна со најдобриот во моментот светски каратист, не само во оваа категорија, туку воопшто од сите категории, бидејќи тоа е, како што кажавте и вие, европски, светски, олимписки шампион. Навистина имав еден голем конкурент, но можем да кажем дека тоа не беше моето најдобро издание во финалето, бидејќи од самиот тежина и самиот тој притисок што го носеше на тоа првенство и тоа финале, бидејќи за прв пат се најгов и на светско финале и имав голема шанса да си остварам својот сон да бидам светски првак, па така можам да кажам дека иако во првите минути, првата половина од борбата бев рамноправен, но потоа големината на светскиот првак и олимпискиот се покажа, тој го искористи тоа и можем да кажам бев победен убедливо и јас му честитам за оваа победа, но ова ми е еден мотив и поттик повеќе да тренирам во следниот период и на следното светско првенство да успеам да му се реванширам за овој пораз. Не можам да кажам дека и за прв пат настапи во оваа погорна категорија, каде што и тој и другите беа многу пофизички подготвени од мене и се надевам дека ќе ми треба малку подолг период да можам да се прилагодам уште подобро на оваа категорија и да бидам порамноправен. Подобро да им парираш практично, да. Ќе дојдеме и до килограмите да ни објасниш зошто ја смени категоријата, но уште малку околу оваа борба. Рече ти самиот притисок. Што се случуваше со тебе и како ги помина тие моменти меѓу полуфиналната и финалната борба? Затоа што јасно ти е што те очекува, нели? И сега што се случува? Имаш трема, што правиш во тие моменти? Како ти поминува времето? Колку и да се обидував да се смирам и да отргнам тој притисок и таа трема, наистина не успеав. Но јас со моите први борби во елиминациите се борев во среда, а таа финална борба беше во сабота. Меѓувреме имав и настав во екипниот дел, каде што сакав да им помогнам на моите другари, бидејќи бевме само 5 дена, немаше резерва и јас влегов безрезервно да им дадам
поддршка и да им помогнам и навистина и таму постигнавме значаен успех, 7 пласирани од 50 екипи од целиот свет, ние бевме како 7 пласирани и можам да кажам дека и со тоа ти беше исполнато времето на некој начин, може би е до некаде дефокус, ама сепак тремата ја има, нели? Не можеш да заборавиш на неа. Па, секој што се нашол на една таква голема борба или големо финале во било кој спорт, верувам дека и го знае тој притисок и таа трема каде што не можеме да ја игнорираме, и јас во овој нареден период ќе работам на тоа да доколку дојдам во една таква ситуација да се справам што е можно полесно. Добро, предлагам сега да слушнеме како сето ова изгледа и за твојот тим. Сакам да се заблагодарам на колешката Вики, која што во Штип беше на еден од вашите тренинзи и разговараше со твоите пријатели и тренери воедно. Прв ќе го слушнеме што има да каже Жарко Арсовски, кој што инаку многу емотивно ги доживува сите борби на Емил, па беше искрен пред нашата камера. Ајде да слушнеме што ни сподели. Здраво, Жарко. Емил Павлов е сега светски вице-шампион, но пред него ти го освои бронзениот медал. Исто така на светско правенство. Па да ни кажеш колку време се познавате со Емил, дали еве заедно сте на овој подиум или како го велите вие каратистите постојано вежбате? Вака како што кажавме, кажа и мојот брат, нели, нашиот клуб постои од 2005 година, уште од првиот ден Емил дојде на тренинг, првиот ден од формирањето на клуб, застана до нас и од тогаш не се раздели, од тогаш вежбаме заедно и тоа донесе до големи резултати. Интересен е податокот што пред точно 11 години, токму кога тој го имаше првото светско првенство, го освоив историскиот бронзен медал на светското првенство. Сега кога јас завршувам со мојата кариера, тој освои сребро на светско првенство. Тоа другарство уште толку се поврзува и јас сум особено горд, јас и мојот брат, што ете ние имаме зад нас големи резултати, огромни резултати, скоро недостижни и не надмина токму нашиот ученик. Тоа е за нас голема чест и затоа многу се гордееме со него, што еве тој моментално е без конкуренција најтрофејниот каратист во Република Македонија, а со тоа и нашиот клуб е најтрофеен клуб во оваа држава покрај големите гиганти Мак Петрол, Металург и други. Гледаме дека многу емотивно ги доживуваш неговите победи и порази на светското првенство во Дубај, по надпреварот со олимпискиот и светски првак. Напиша дека сепак Емил Павлов го освои сребрениот медал, меѓутоа со златен сјај. Точно така. Значи, мора да го знаеме податокот дека Стивен да Коста, европскиот, светскиот и олимпискиот шампион, ја држи таа категорија веќе повеќе од 5-6 години. На нас тоа не е прва категорија и тоа можеме да кажеме дека е за нас тоа мал хендикеп. Тоа не значи дека тоа е многу подобар од нас. Јас можам да ветам пред целата македонска јавност дека наскоро и него ќе го победиме, ќе се радуваме и на злато. Дај Боже да биде така и да се исполни. Благодарам многу за споделените емоции. Како беше и таму? Како реагираат твоите најблиски, твојот тим веднаш по завршувањето на секоја борба, посебно оваа, затоа што ти беше многу важна? Зема сребро и они беа тука да те утешат, се нервираа зашто немаме злато. Како изгледаше тоа? Па да, на ова светско првенство имав поддршка буквално од сите што беа таму, моите колеги од репрезентацијата, но и мојот тренер Жарко Арсовски, кој воедно и он учествуваше на ова светско првенство. Па можам да кажам дека имав максимална поддршка од нив, ме бодрија, ме советуваа како, што во секоја борба ми кажува, што и како да бидам добро подготвен и навистина јас од борба во борба бев се подобар и тие ми даваа како додатна енергија и додатен мотив да успеам да
го остварам овој историски успех. Да, значи не ти преракуваат кога ќе се случи нешто непредвидено на татамите или едноставно кога не оди добро. Немаат нервоза, не се вртат да речеме кон тебе дека зошто го направи тоа или зошто не беше подобар во таа смисла. И самите се тие свесни дека јас го давам максимумот и дека никогаш не се штедам, можам да кажам само тоа финале, но сепак и тие се свесни дека сепак ова е финале. За прв пат Македонија има финали, овој успех е огромен, но можам да кажам дека само позитивни зборови, позитивни работи ми кажува што се чувствував прекрасно дека бев на татамите. Најубаво е чувството да се има вистински добар тим. Јас паметам уште од првиот пат кога те запознав, ти тогаш ми раскажуваше како изгледаат твоите подготовки и колку си всушност дисциплиниран, дека уште на Сабајле има, не знам, трчање, искачување на планина, што и да е. Така е до ден денес? Па да, можам да кажем тоа повеќе години е како ритуал и рутина, каде што јас последните 2 до 3 години патувам во Скопје, тренирам со мој индивидуален кондиционен тренер, каде што 3 пати во неделата за утрото го користам за таков тип на трензи, потоа се враќам навечер во мојот клуб и во мојот град и продолжувам со тренинг по карате. Добро, секој е чест. А околу исхраната и такви типови на режими има ли? Или смее да се јаде пастрамајлија пред надпревари? Па можам да кажам да сега кога сменив категоријата можам да си дозволам некогаш и да јадам нешто што е повеќе, што е покалорично, но претходно дека бев во онаа категорија до 60 килограми, навистина бев под строг режим, бидејќи не смеев ни малку да се опуштам. Но знаете како е врвниот спорт, мора да се внимава на се, па и поготово и исхраната, бидејќи доколку се храниме здраво и професионално ќе бидеме попродуктивни на тренизите, на надпреварите и мислам дека тоа е клучот до успехот, да се има дисциплина, да се биде упорен, да се биде истраен, дека кога тогаш мислам дека успехот ќе си дојде сам по себе. Така е, ти го докажуваш тоа. Сега да ми објасниш околу самата категорија. Во минатото беше во пониска категорија, сега се бориш со поснажни или поголеми луѓе, потешки луѓе. Зошто го направи тоа? Па, тоа го направив од повеќе причини, бидејќи како што одминуваа годините, симнувањето на килажата или на килограмите ми беше многу потешко, бидејќи јас постојано симнував по 4 до 5 килограми, но како течат годините, како годините се зголемуваат, тоа ми беше се потешко и потешко. Ти се менува и самото тело и природно, така, да. Добро? И не можев да го дадам максимумот на надпреварите, еве, оваа категорија беше и олимписка категорија од Олимписките игри во Токио и поради тоа што не успеав да обезбедам норма за игрите во Токио и не настапив и ова ми беше плюс уште еден додатен мотив да докажам дека и во оваа категорија можам да се справам со најдобрите во светот, дека можев да обезбедам и најмалку бронза медал од Олимписките игри во Токио, но тоа беше лош период за мене каде што бев разочаран што не патував на тие Олимписки игри, но потоа решив да се фокусирам токму на ова светско првенство и докажам дека на следните Олимписки игри, нели Олимпијада ќе има повторно, се надевам. Ќе дојдеме до тој момент, но сега бидејќи ве те прашувам како и досега функционираш, да слушнеме што ќе каже и Сашко. Арасовски се разбира, те познава од дете, па ајде да ги слушнеме и неговите видувања за Емил Павлов. Од кога го познавате Емил? Кога дојде во оваа спортска сала Емил да тренира? Карате клуб постои од 2005 година. Емил Павлов тогаш почна. Емил Павлов беше мало детенце кое уште од тогаш се гледаше ќе биде еден голем шампион. Беше талентирано момче, а сега е најдобар спортист во нашата држава. Значи тој ви од првата генерација? Така е. Да ни кажете како би го опишале Емил Павлов, еве, го знаете од малечок и сега секако како светски вице шампион. Емил Павлов со еден збор можам да го опишам дека како роден шампион, затоа што уште од нераните млади години вежбаше со мене и со Жарко и уште од тогаш не одбиваше тренинг. Од најраните ударски часови па и во вечерните тренинзи. Многу ли го мачите Емил? Многу го мачевме и тоа му стана навика и тоа придонесе да стане
вице светски шампион. Колку тренинзи имате дневно? Ова е традиција за карате клуб Штип со години. Значи, секој ден имаме по 2 тренинзи. Утрински тренинг кондиционен и вечерен тренинг карате. Да ни кажете на што се должи овој успех на Емил? Ова е долг проект на мене и на Жарко. Главната желба ми беше да имаме едно светско финале. И успеавме во ова. И многу ми е мило што денес во нашите редови го имаме на добриот спортист во нашата држава. Да, имаме многу спортисти на кои може да се гордееме. Еден од нив, Емил Павлов, е наш денешен гостин. Кога ги споменавме поразите и моментот дека не се пласираше на Олимписките игри. Како всушност се опоравуваш, да речам, после такви моменти, затоа што не може на човек да му биде сеедно. Си вложил многу време, многу труд, многу енергија за да се најдеш на таа Олимпијада. Ете, не се случи тоа и сега ти треба да продолжиш понатаму. Како успеа, да речам, да се вратиш во нормално темпо на функционирање, тренирање, да си речеш, па добро, имам следни предизвици, ќе се подготвувам за нив? Па да, навистина, многу е тешко во оние моменти каде што немаш успеси, постигнуваш порази, да најдеш мотив и енергија да продолжиш понатаму. Но со текот на годините, сето тоа искуство ме научи дека без разлика на се мораме да продолжиме понатаму, да си поставуваме нови цели. Така што јас сум благодарен тука и на моите најблиски, мојата најголема поддршка во оние моменти каде што кога ги доживував и неголемите порази, неголемото разочарување, тие беа до мене, ме поддржуваа, ми додаваа додатна енергија да продолжам понатаму и јас сум и најмногу благодарен бидејќи многу е тешко во едни такви моменти да продолжиш понатаму со нормалната мотивација, да најдеш мотивација како понатаму. Јас можам да кажам дека после тоа разочарување, што не успеав да обезбедам норма за Олимписките игри во Токио, добив покана да учествувам на тренинг камп во Србија, каде што бев поканет од сега тренерот на олимписката шампионка Јована Прековиќ, каде што тие ме поканија да ја помогнам да се подготви што е можно подобро за Олимписките игри во Токио. Таму исто беше и една надпреварувачка од Бугарија, имаше и тројца надпреварувачи кои што беа во мојата категорија од Узбекистан, Русија и Црна Гора, и тоа ми дојде едно освежување за мене и можам да кажам за моја среќа и за среќа на сите нас, тие две каратистки што беа на Олимписките игри во Токио стана и олимписки шампионки и тоа беше таму, можам да кажам, едно освежување за мене и да продолжам и понатаму, да си поставувам нови цели и да се подготвам токму и за ова светско првенство и можам да кажем и пред ова светско првенство исто така бев на подготовки заедно со тие истите, но овој пат сега се подготвувавме сите заедно и можем да кажам дека јас станав светски вице шампион, таа повторно стана светски првак, а бугарката стана бронзен медалист. Значи добра работа всушност вршите заедно. Кога тренирате, тоа на сите очигледно ви одговара, така? Ви помага за да бидете подобри во сватот. Па нормално, бидејќи овде во нашата држава немаш конкуренција? Можем да кажам, имам конкуренција, не е доволно и сите се знаеме меѓу себе и сме во на комфорт зона, се знаеме буквално секој со секој и не можеме да... Немаш реален противник, од кој што сега вежбам овде со најдобрите и можем да кажам дека само така може да се напредува и јас тоа беше еден голем предизвик за мене и мотивација и тоа се докаже на ова светско првенство како правилно. Раскажи ми малку за твоите најблиски, како реагираат кога ги гледаат твоите борби, со кого да речеме прво се слушаш откако ќе заврши борбата, за да си размените впечатоци, нели, без разлика дали си победил или си изгубил. Зборувам од твоите роднини, пријатели. Па да, секако после овој успех најпрво се јавив и на мојата девојка која што навистина е голем мој поддржувач и моја голема поддршка, бидејќи таа и од моите почетоци е тука до мене кога не сум имал успеси. Мора да го издржи и таа твојот ритм, спортски ритм. Искрено јас сум многу благодарен бидејќи многу е тешко да се издржи тоа, бидејќи јас постојано сум фокусиран на тренизите, на надпреварите и немам многу време да излегуваме или да
да поминуваме повеќе време со друштво, приватно и сакам да кажам дека сум благодарен многу за тоа, но после тоа и се јавив и на мојата фамилија, на моите родители, на мојот брат, каде што тие навистина го доживеа тоа како нешто најубаво и навистина сум и горд и среќен што со моите резултати тоа го правам да тие бидат среќни и радосни за сето тоа што ме поддржува. Јас им враќам со едни вакви големи успеси и радости. И навистина се големи успеси и радости и честитки до сите оние кои што се дел. Ќе слушнеме уште малку околу тие твои реакции, начинот на кој што се однесуваш после успеси или неуспеси. Ајде да ја слушнеме и втората изјава која потоа кратко и ќе ја прокоментира. Дали Емил се разочарува после поразите? Како реагира едноставно после поразите? Има ли тој порази воопшто? Јас не се сеќавам да има порази, но јас се надевав дека ќе биде дел од олимпиското семејство, но поради X фактори тој не настапи на олимписките игри. И тогаш не се разочара, тоа му беше единствена желба тогаш. Но и покрај тоа успеавме со многу работа, со многу тренинзи да дојдеме до ова ниво што сме сега. Да, работата секогаш на крајот се исплати. Сакам околу уште една работа да разјасниме практично на нашите гледачи. Значи вака, Википедија вака вели: карате е јапонска боречка вештина која ги користи сите делови на телото со цел самоодбрана. Меѓутоа има еден момент сега, во оние борби каде што резултатот е нерешен, борбата ја добива оној кој што прв нападна. Објасни ми го ова сега затоа што не ми се совпаѓаат едното со другото. Па токму така, ова што го прочитате вие, тоа кажува каратето како вештина, а овие правила што ги сега во спортското карате или модерното карате има две дисциплини, ката и комите, каде што делот на катате е борба со замислен противник, а делот на комите е реална борба со противник. Поточно тоа кој земал прв поен или наречено сеншу, значи кој успел да земе прв поен или фактички тој прв преземал ризик да нападне да освои поен, доколку борбата заврши со нерешен резултат, тој што земал прв поен, тој фактички ја победува таа борба. Така што и јас во полуфиналето борбата заврши 3:3, но јас благодарение тоа што успеав да земам прв поен, ја победив таа борба. Кажи ми, досега ти се случиле ли некои потешки повреди или да речеме борби после кои што ти требало подолго време да се рехабилитираш заради тоа што кај вас нема страшни удари од една страна, меѓутоа на телото не му е воопшто лесно после сето тоа што се случува на борба ни? Да, можем да кажам дека не сум имал некои многу тешки повреди, но дека сум имал повреди сум имал. Ќе даваме пример каде што за 2 недели пред да станам европски првак од 2014 година на Балканското првенство во Србија ми го скршиат носот и имав многу голем потрес на мозокот, дури завршив и во болница тој ден. И потоа после 10 дена заминав на европското првенство. На ново надпреварување. Тоа мора да се заборави, готово. Па во тие моменти навистина е многу тешко и многу е голема болката, но после одредено време забораваш на тоа и продолжуваш понатаму како ништо да не е било и еве јас после тој тежок, можам да кажам, тогаш ми е била најтешката повреда, успеав да станам и европски првак и тоа беше еден најголем мој успех до тогаш. Да, имаш досега многу медали, многу признанија. За крај ќе те прашам сега што е следно. Нели се враќаш од светско првенство, имаш медал, меѓутоа нови предизвици секој пат има. Зашто сега дали ќе одмараш, бидејќи знаеме дека следува период на празници и така натаму, или нема одмор, туку подготовка за нешто следно? Па да, знаете како јас досега што и да освојам, не се задоволувам со тоа што сум го освоил, туку апетитите растат се повеќе и повеќе. Еве, сега заврши ова светско првенство, јас не застанувам тука, продолжувам и понатаму да тренирам и да се подготвувам за сето оно што ме очекува следната година, а следната година ме очекува европско првенство во Турција, каде што исто така за прв пат ќе настапам во оваа нова категорија на европско првенство и јас тоа е моја следна цел за наредната година, да можам да остварам голем успех.
А за 2 години ме очекува и светско првенство, каде што светско првенство има на 2 години, така што моја следна цел ќе биде и да го освоим и тој светски врв и тоа светско злато. Следната Олимпијада, дали е нешто реално да ја очекуваме како таква, дека ти ќе успееш со леснотија да се пласираш или не, со оглед на новата категорија? Сега верувам дека имаш и некои други противници, не се баш исти како во минатото, така да реална ли е таа цел Емил Павлов здравје да се најде на следните Олимписки игри? Па знаете, за жал, каратето најверојатно нема да биде на Олимписките игри во Париз, бидејќи тоа беше сега за прв пат каратето на Олимписките игри во Токио и не знам поради кои причини тие повторно не го ставија каратето да го стават на програмата, бидејќи каратето навистина заслужува, поставаат некои други спортови кои што навистина не се ни блиску до каратето, но јас се надевам доколку остане на Олимписките игри во Париз дека ќе успеам да обезбедам норма, но доколку тоа не се случи, јас доколку ми служи здравјето и по наредната Олимпијада ќе се обидам да си го остварам мојот сон, тоа е настап и медал од Олимписки игри. Ти благодарам многу, уште еднаш честитам за медалот и нас ние секогаш убаво кога ни доаѓаат гости со медали тука во студиото. Најважното од сите ќе ти го посакам, тоа е добро здравје и спортска среќа и се гледаме со нови успеси повторно во Ферпли. Ве благодарам на вас за поканата, ми беше чест и задоволство и живо во денешен разговор. Тоа беше Емил Павлов, еден од нашите најуспешни спортисти во моментов кои ги имаме во Македонија. На овогодинешното светско првенство освои сребрен медал во карате. Одиме понатаму, уште една млада девојка која исто така освои медал е моја денешна гостинка. Правиме кратка пауза за реклами, а потоа и ќе видите и чуете нејзината приказна. Продолжуваме со исто, би рекла, шампионско темпо во Ферпли, заради тоа што и мојата следна гостинка освои неодамна убав медал на Европско првенство за кадети и јуниори кој што се одржа во Црнагора. Инаку се надпреварува во кикбокс, има 17 години, е меѓу нашите најуспешни, да речам, млади сили во овој спорт и нејзиното име и презиме е Мија Тодорова. Мија, добре дојде во емисијата, како си? Добро ви, така сте. Одлично, јас се надевам дека и нашите гледачи се чувствуваат добро кога слушаат вакви убави приказни. Европско првенство во кикбокс, сребрен медал. Да. Па, какво е чувството? Па, морам да признам дека е многу убаво така да представуваш Македонија како спортисти. Да, ти си меѓу најуспешните млади спортисти. Да. Тоа не е ново. Беше ли таму тешко? Па, тешко е нормално, ама со труд, кога сакаш нешто да успееш, го поминуваш и тоа напад. Обично ги прашуваат тоа девојчињата. Нашата емисија и промовира дека нели нема мажи и жени во спортот, го сакаш тоа и го правиш, меѓутоа кога станува збор за кикбокс. Еве, кажи ми каков беше твојот пример. Памтиш ли кога се случи ти да дојдеш кај твоите дома и да им кажеш сакам да тренирам кикбокс? Значи ти не одиш да им речеш сакам да бидам балерина, сакам да пеам, сакам не знам да свирам на виолина, што и да е, туку сакам да тренирам кикбокс. Па брат, имам постар брат кој што тренира подолго време од мене и како помала идев често на надпревари да го гледам и така ми се роди желба и јас да почнам да тренирам, да. Добро. И сега постариот брат дали е строг, зашто тоа е мач со две острици, нели? Сега имаш добар пример, ама имаш и некој што ностоп го надгледува твојот напред. Се поддржуваме меѓу себе, цело заедно тренираме на надпревари заедно и така. Добро, колку години веќе си во овој спорт? Па веќе 4 години тренирам. Сериозно и професионално, добро. Па раскажи ни сега како изгледа твоето секојдневие. Други обврски, училиште, тренинзи? Па моментално уште сум во средно училиште. Одам прва смена и втора. Да, ако си втора смена, са вале тренираш, така? Да. И обратно. И обратно. Обично ни се навечер тренинзите и секој ден тренираме. А пред надпревари се трудам по 2 пати на ден да тренирам. Специфичен овој спорт заради тоа што апсолутно дека ти е потребна и сила од една страна, од друга страна и добра техника. Објасни ми како ја регулираш исхраната, затоа што треба да јадеш нешто што ќе ти даде енергија, а не само што ќе ја засити твојата глад. Па, обично пред надпревари така пазиме на исхрана, да не јадеме благо, некои такви работи. И протеин, некои дополнителни додатоци во исхраната што се
за Да ти поголема помогнат? енергија, да. Добро, што е според тебе поважно? Има борци кои што, да речеме, ги добиваат борбите подпирајќи се само на силата, кои што би го онеспособила, да речем, противникот. Има и такви кои што можеби повеќе обрнуваат внимание на тактиката и чекаат вистински момент. Ти од кои два примери си повеќе? Па зависи од противничката. Сепак од борба до борба има различни борци. Со тренерите заедно гледаме кој како работи и се трудиме. И така одлучувате? Да. Така одлучуваме. Добро, паметиш ли како изгледаше моментот кога после одредено време тренирање за прв пат мора да учествуваш на борба, нели? Првата борба веројатно се памти. Кога ти се случи тебе тој момент? Па после 3-4 месеци од кога почнав да тренирам, Па тоа е релативно рано. Па да. Искочив на државно првенство во Македонија кај нас и така победив. Да. Тоа беше нели прв пат сериозно да влезеш во овие води. Објасни ми малку за твојата категорија. Всушност во К1, така? Да, во К1. Сега го освои овој медал, по што се разликува од останатите? Па има на татами и во ринг. Добро. Во ринг има две категории, лоу кик и К1. К1 е плюс со колено. Скоро исто е дисциплината, само има колено плюс во К1. Добро, може да се употребува и колено за удар. Сега кога сме кај ударите, се разбира, задаваш удари, меѓутоа и примаш удари. Имало ли досега посериозни проблеми? Кај тебе со пукнати аркади, нос, Не, досега не сум имала сето тоа таква страда. повреда. Добро. Немало досега? Досега не сум имала таква повреда. Дали се плашиш? Дали, не знам, размислуваш по некој пат на тој момент, затоа што сепак си девојка и тоа убава девојка, не е пријатно, нели, доколку се случи? Па да, но не знам, сепак сум одбрала кикбокс да се тепам и не размислувам. Има резерва. Ако се Да. случи, се случи. Чувствуваш ли страв? Тоа ме интересира. Мислам, природно секој од нас Има трема, да. има трема, но има и страв. Ме интересира каков ти е тој момент пред да почне самата борба, кога стоите нели еден спроти друг и ви следуваат тие минути на надпревар. Да, да. Па пред борба обично имам многу трема. Се додека не влезам во ринг да почнеме да работиме. Ама не страв од ударите, туку не знам. Дали добро ќе се покажеш, Да, дали да, ќе така. дали ќе се снајдеш со противникот? Кој најмногу те поддржува пред се заради тоа што си девојка и си одбрала спорт да биде твое занимање? Па моите родители, мајка ми, брат ми. Се плашат? Па не. Родителите не има страв кога пред борба, да речеме? Па има се и они така трема дете дека се работи, ама... Доаѓаат да гледаат во Да, живо да, борби да. кога може, нели? Да. Кога тука се борите? Добро. Што е со твоите тренери? Мора нели да го споменеме и тој дел? Да, моите тренери се Дејан Митровски и Александар Стевковски. Тренирам во Строги се? кикбокс клуб Шампион. Па сега за тренинг да има дисциплина, мора да се маца. Како реагираат кога ќе изгубиш на некоја борба? Има ли многу критики или се тука да те поддржат во Па ме смисла да поддржуваат кренат нормално мотивација? да, за мотивација за наредна борба дека ќе биде подобро, поише ќе вежбаме и така. Добро, некаде кон крајот би те прашала какви се твоите сега желби за војнина? Мислиш ли дека е добро да одбереш кикбоксот на долг рок да биде твоја професија или се уште не знаеш дали тоа ќе биде она главното со кое што ќе се занимаваш во животот? Па сега за сега планирам да продолжам со кикбокс. Веќе кога ќе напунам 18 години влагам во сениорска конкуренција. Се надевам дека ќе искочам и на светско и европско повторно. Што е следно всушност за кое што ќе се подготвуваш? Има ли од сега план за некој турнир или поголемо надпреварување или е се уште рано за следен предизвик? Се уште нема кога се наредните Значи првенства. чекаме да сето тоа биде објавено и здравје, се надевам да учествуваш таму. Да. Ти благодарам многу, ќе ти Фала ви посакам на вас. како и на другиот гостин тоа што има најважно на спортистите да бидеш добра, жива, здрава и да имаш спортска среќа. Те чекаме со нови медали повторно во Фер. Фала ви на вас за поканата.
Се гледаме повторно и со нашите драги гости, а се разбира и со вас, нашите драги гледачи. Чест ми е кога во Fairplay имаме вакви гости, кога зборуваме за успесите, за медалите и кога нашите гости се тука да не мотивираат преку нивните приказни. Ќе ве поздравам и ќе ве поканам и понатаму да останете заедно со програмата на телевизија Телма. Се гледаме следната сабота.